Најава за денешните настани. Владата подготвува ограничување на цените за над 100 основни производи. Во Охрид во јули издадени 15 одобренија за градење. Од понеделник во аптеките ќе бидат достапни новите лекови со кои е проширена позитивната листа на товар на Фондот за здравство. Трамп и Харис се соочија на првата претседателска дебата. Со најавените и останатите содржини на дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. ТРП Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме умерено облачно време со сончеви периоди и максимална дневна температура до 22 степени Целзиусови. Над северот од Италија утре ќе се наоѓа центар на широко поле на низок воздушен притисок кој што во западна и централна Европа, како и во северните предели на Апенинскиот и Балканскиот полуостров, ќе услови посвежо, умерено облачно и нестабилно време со пообилни врнежи од дожд. Врнежи од дожд се очекуваат и во северна и источна Европа. Во останатите предели ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Во северните предели на Балканскиот полуостров, како и локално во централните и приморските предели ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Пообилни врнежи се очекуваат во северните делови. Во останатите делови од Балканот ќе преовладува претежно сончево и потопло време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 16 до 29 степени. Во Македонија во четврток, по студеното утро со пат на утринските температури кои што ќе се движат во интервал од 7 до 16 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Дневните температури ќе бидат во пораст. Ќе дува до умерен југоисточен и југозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 30 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 20, односно до 30 степени. УВ индексот ќе има вредност 5. Во Охрид во четврток, по свежото утро со утринска температура од 11 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и дневна температура до 25 степени. Во Охрид во петок и сабота ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 14, односно 10 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 22, односно до 15 степени. Во недела ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Утринската температура само 6 степени Целзиусови, а дневната до 15 степени. Гледавте метео на ТВМ во соработка со ТРП Инвест. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Кошаркарска школа за деца Pro Basket Junior врши упис на нови членови. Момчиња и девојчиња на возраст од 5 до 13 години можат да се пријават во текот на цел месец септември. Со Pro Basket Junior заедно за правилен раст и развој на децата.
Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и навреме пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Повеќе од 100 прехранбени производи кои најмногу ги употребуваат граѓаните ќе се продаваат по пониска цена. Се прават анализи за воведување есенска потрошувачка кошничка, а премиерот денеска најави дека ќе има и предновогодишно и пролетно намалување на цени на основни продукти. Во однос на законот за нефер трговски практики пак напомена дека владата ќе му излезе во пресрет на стопанството, доколку тоа побара одреден период за прилагодување. Министерството за економија прави анализи за да ја предложи на владата воведување на така наречена есенска кошничка, со која над 100 основни прехранбени производи ќе имаат пониски цени. Ова денеска го потврди премиерот Христијан Мицкоски. Имаме предновогодишна кошничка, есенска кошничка во која што ќе има своевиден вид на производи кои што се најупотребувани во тој период од годината, ќе имаме пролетна и така натаму во зависност од тоа какви се потребите на граѓаните, во зависност од тоа што најмногу се троши, ќе го следиме процесот и нема да дозволиме да ни се случи повторно висока стапка на инфлација, со што ќе се влие негативно на стандардот на граѓаните. Во однос на законот за нефер трговски практики, пак премиерот напомена дека владата ќе му излезе во пресрет на стопанството, доколку тоа побара одреден период за прилагодување. Тој, како што рече, не ги добил писмата од коморите во однос на одложување на примената на законот. Од она кое што јас можам да го добијам како информација од Стопанската комора е дека таму има, би рекол, своевидно разногласие помеѓу трговските ланци, трговците и производителите. Инаку законот е тој, доколку Стопанската комора официјално побара од нас како влада недела 2, 3, 5, колку им се потребни за усогласување, јас не гледам причина зашто тоа да не се случи. Ние работиме во интересот на бизнисот, во интересот на економијата, во интересот на граѓаните и мислам дека тоа го правиме добро до сега. Ќе видиме како ќе биде во иднина. Немаме намера да бидеме ниту тврдоглави, нити на сила да правиме некои работи. Доколку е потребно согласување кое што се чекало со години, сега дополнителни 2, 3, 4 недели, не гледам причина зашто тоа да не се случи. Мицкоски истакна дека полека, но сигурно цените се стабилизирале и стапката на инфлација која на годишно ниво во однос на август минатата година изнесува 2,2% е добар резултат. Од понеделник во аптеките на граѓаните ќе им бидат достапни новите лекови од позитивната листа покриени од Фондот за здравство. На листата се додадени лекови за крвен притисок, за срцеви заболувања, антиагреганци, лекови за третман на депресија и за деменција.
Ова е прво проширување на листата по 10 години, а следното министерот за здравство Таравари го најави за по нова година. Од понеделник 16 септември во аптеките на граѓаните ќе им бидат достапни 9 нови лекови со кои е проширена позитивната листа, соопштија денеска министерот за здравство Арбен Таравари и премиерот Христијан Мицкоски. На листата се додадени 9 нови генерици, а тоа се 87 лекови во различни имиња и форми. Тоа се лекови за висок крвен притисок, за срцеви заболувања, антиагреганси, лекови за третман на депресија и за деменција, односно за некои од најчестите болести помеѓу населението. Тоа се лекови што ги користи секој втор човек над 60 години. Мислам дека тоа ќе биде значително намалување на процентот на пациенти кои приватно плаќаат за лекови, истакна министерот за здравство Таравари. Која било доза од 9 генерички лекови од кои било производител за пациентите ќе ја покрива Фондот за здравство. Околу 1 милион евра на годишно ниво е проценетото влијание врз буџетот на Фондот за здравство за овие лекови. Последното ажурирање на листата беше во 2014 година, кога на неа бил додаден само еден нов лек. Таравари најави дека следното проширување на позитивната листа на лекови би требало да биде веднаш после Нова година. Граѓаните кои до 23 август оваа година помнеле барања за замена на старите лични карти, патни исправи и возачки дозволи, со нови лични документи истите можат да ги подигнат во просториите на одделението во Охрид, Струга, Кичево и Дебар, информираат од одсекот за управни работи при СВР Охрид. Во Охрид новите лични документи граѓаните можат да ги подигнат секој работен ден од 7 часот и 30 минути до 18 часот, додека во другите градови до 16 часот. Одсекот за управни работи при СВР Охрид секојдневно ги прима и навремено ги процесира сите барања за вадење нови лични документи што ги доставуваат граѓаните, со цел забрзување на постапката и брзо решавање на апликациите доставени од граѓаните, велат од СВР Охрид. Според одобренијата за градење издадени во јули, во Охрид ќе се градат 160 станови. На ниво да државава предвидена е изградба на 808 станови, според податоците на Државниот завод за статистика за издадени одобренија за градење во месец јули годинава. Според податоците на Државниот завод за статистика, во јули годинава во Охрид се издадени 15 одобренија за градење. На 8 објекти како инвеститори се јавуваат физички лица, а на 7 објекти инвеститори се деловни субјекти. Предвидена е изградба на 161 стан со вкупна корисна површина од 9891 метар квадратен. Во извештајниот период во општина Вевчани пак издадени се 5 одобренија за градење, од кои 3 на физички лица, а 2 на деловни субјекти. Во општина Струга во јули биле издадени 2 одобренија за градење, по едно на физичко лице и на деловен субјект. Во извештајниот период во Дебрца не е издадено ниту едно одобрение. Според податоците на Државниот завод за статистика, на ниво на државата во јули се издадени 374 одобренија за градење, што е за 33,6% повеќе во однос на истиот месец од претходната година. Од вкупниот број на издадени одобренија за градење 207 или 55,3% се наменети за објекти од високоградба, 75 или 20% за објекти од нискоградба и 92 одобренија или 24,6% за објекти за реконструкција. Од вкупно 374 објекти на 200 или на 53,5% како инвеститори се јавуваат физички лица, а на 174 објекти како инвеститори се јавуваат деловни субјекти. Во извештајниот период е предвидена изградба на 808 станови во државава со вкупна корисна површина од 66.044 метри квадратни. Црвен крст Охрид организира обука за негователи на стари лица. Конкурсот е отворен до 25 септември. Со цел развивање на услугите за долготрајна нега на стари лица од страна на квалификувани професионален кадар, Црвен крст Охрид, согласно верификувана програма од страна на Центарот за образование на возрастни и Министерството за образование и наука, организира обука за негователи за помош и нега на стари лица.
Обуката, која содржи теоретски и практичен дел, трае 3 месеци, а ќе се реализира во просториите на Црвен крст Охрид, прилагодени и опремени со потребна опрема и помагала. Обуката ќе ја изведува наставен кадар, едукатори, доктор по медицина, медицинска сестра, социјален работник, 5 дена во неделата во период заеднички договорен со кандидатите. По успешно завршената обука, кандидатот се стекнува со соодветен меѓународно признат сертификат за неговател за помош и нега на стари лица, информираат од Црвен крст Охрид. Заинтересираните полнолетни кандидати ќе можат да добијат повеќе информации и да искажат интерес за обуката со јавување на еден од телефоните 046 261 909 и 070 315 309 или на имейл ohrid@redcross.org.mk или лично во просториите на Црвен крст Охрид. Конкурсот за пријавување на кандидати за обука на негователи за помош и нега на стари лица ќе биде отворен до 25 септември. Јавното предпријатие Охридски комуналец на 13 септември петок организира акција за подигнување кабаст отпад од реонот опфатен со границите на улиците Македонски просветители, Партизанска, Димитар Влахов, Ким Македонија и населба Охридати. Граѓаните кои живеат во споменатите делови од градот, доколку имаат ваков отпад, треба уредно да го депонираат најдоцна до 7 часот на 13 септември и преходно локацијата да ја пријават на дежурниот телефон 075 495 428, кој функционира секој ден во неделата од 7 до 21 часот. Отпадот треба да е уредно оставен до контејнерите или други пристапни места предвидени за подигнување комунален отпад, посочуваат од предпријатието. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Сеур на мост во Дрезден, за среќа нема повредени. Само 9 минути пред несреќата по мостот поминал трамвај. Уривањето кое се случило околу 3 часот утринава можеше да однесе многу животи, изјавил портпаролот на противпожарната служба. Мостот Карола на реката Елба го поврзува стариот град со другите делови од Дрезден. Портпаролот на противпожарната служба соопштил дека се урнале 100 метри од мостот, а поради оштетување на цевките прекинато било снабдувањето со топлинска енергија во градот. Пожарникарите од утрово се на терен и се обидуваат да го обезбедат мостот кој може да претрпи дополнителна штета. Мостот Карола бил изграден 1971 година и е еден од вкупно 4 моста на Елба во Дрезден. 30 на лица се повредени откако камион влетел во ресторан во предградие на Феникс во американската сојузна држава Аризона. До несреќата дошло откако 73 годишниот возач на камион, кој бил во алкохолизирана состојба, наместо да го напушти паркингот, влетал во ресторанот, соопштила полицијата, додавајќи дека човекот бил уапсен. Повредените биле пренесени во болница со длабоки исеченици и скршеници, повреди кои не се опасни по живот. Едно лице било во критична, но стабилна состојба, соопштиат властите. На пропалестинскиот протест во Мелбурн уапсени се 33 лица, а 20 на полицајци се повредени. Околу 1200 лица учествувале на протестот пред меѓународната изложба за одбрана, скандирајќи пропалестински слогани и мафтајки со палестински знамиња. Уапсените демонстранти се обвинуваат за напад, попречување на полицијата, подметнување пожар и блокирање на патишта, изјавил портпаролот на државната полиција во Викторија. Австралискиот премиер Ентони Албанезе рече дека луѓето имаат право да протестираат, но мора да го сторат тоа мирно. Кој победи, а кој изгуби на телевизиската дебата помеѓу поранешниот претседател на САД Доналд Трамп и подпредседателката Камала Харис. Европските медиуми ја прогласија Камала Харис за победничка на дебатата, наведувајќи дека со насмевка ги одбила лагите на Трамп. За време на целата дебата, Харис и Трамп меѓусебно се обвинуваа за поттикнување поделби во Америка. Тие брзо започнаа да дебатираат за спорните прашања од миграцијата до војната во Газа. Немаше негодување или громогласен аплауз додека зборуваа, бидејќи немаше публика во живо во Националниот уставен центар во Филаделфија, Пенсилванија. Меѓутоа, ширум земјата, милиони американци ја следеа дебатата. Меѓу моментите кои привлекле најмногу внимание во дебатата било кога Трамп го повторил тврдењето дека илегалните мигранти ги јадат куќните миленичиња на луѓето во Охајо. Оваа изјава на Трамп предизвика лавина реакции на социјалните мрежи. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.